само неколку часа не делат отстапнувањето во 2017 година. Граѓаните ги прават последните подготовки за вечерашната новогодишна ноќ. Оние кои биле презафатени со работа и обврски го користат последниот ден за пазарување храна, пијалоци и понекој скромен подарок за најблиските. Раздвиженоста низ улиците во очи дочекот е забележителна, но со оглед на студеното време повеќето граѓани наместо пеш користат возила, па се создаваат гужви. Годинава во Гостивар немаше некоја особена предновогодишна еуфорија. Градот беше накитен пред 2 недели, прослава на плоштадот како и вообичаено нема, а граѓаните слават најчесто дома во кругот на најблиските. Кафулињата, дискотеките и рестораните ги полнат помладите. Трговците велат дека очекувале повеќе промет. Оние на тезгите кои продаваат украси и честитки сезонава поминале слабо. Храната пак се продава нешто подобро, оти трпезата треба да биде богата. Не е дома сега, моментално, немаме време многу, обврски има многу со муштери, има многу муштери, сега има ресторанти и многу земан сега роба, знаеш, сега пречекаме нова година, сега не е овде, мора да се ода работи, така не работите. Луѓето све што барат сега за пазици. Воќе, повоќе, све така работи. Малце сред, не е толку најнајавно добро, пак да не се жали. Ништо, играш, катастрофа, ништо, гледај, како што сме, така, значи, тоа, што да ви кажам. Па чекавме ко се странците, ама странците не са дојдени сите. Тоа, толку. За да не ве боли глава на 1 јануари или не дај Боже да завршите на брза помош, лекарите советуваат да бидете внимателни со храната и одговорни со алкохолот, да се јаде умерено и алкохолот да се конзумира во мали количини. 2016 година за тетовските пожарникари ќе остане запаметена по намалениот број на интервенции во споредба со претходната календарска година. Од територијалната противпожарна служба во Тетово сметаат дека ова се должи на зголемената свест кај граѓаните за превенција од пожари. Со денешниот ден, значи, имаме интервенирано за целата година 2016 година на 404 интервенции. Од тие интервенции понајвише имаме на интервенции на појавување на пожари, значи на отворен простор, па на објекти, но имаме интервенирано и во спасување на луѓе, значи при сообраќајки, значи у сообраќај, имаме интервенирано и во појавување сега што ни се појавува 2015 и 2016 година, значи имаме интервенирано и во за време на поплавите. Значи и таму имаме даден како ние како противпожарна единица Тетово имамо даден голем допринес да помагаме за време на поплавите за нашите граѓани. Што беше карактеристично 2016 година што се разликува од другите? Дали имаше зголемен број на некои интервенции? Голема е разликата, значи 2015 би можел слободно да кажем дека сме имале 620 интервенции, но еве, значи сега сме при крај на годината, ова година имаме 404, значи тука се гледа дека е огромна разлика, значи за интервенции помалку имаме ова година, значи нашите апели во помош од вас, значи медиумите, значи нашите апели стигнуваат до нашите граѓани, свеста ете, сигурно тука е, значи појавувањето на пожарите, значи не са во опаѓање. Би можел да кажем дека сме спремни за овие уште што помалку да имаме пожари, за нашите граѓани да бидат што побезбедни. Биејќи тоа ни е и целта, затоа и постоиме ние. 2016 година, освен по интервенции, може да остане забележана и по донации кои што ги добивте, со кои што се подобрува и квалитетот и квантитетот на вашата работа. За какви донации станува збор, потсетете не? Па да, точно. Ние 2016 година треба да, како противпожарна единица Тетово, треба да ја запаметиме за збогатување на нашиот дом, значи нашата станица.
сме добиле многу донации ова година. Ете, можеби од нашата работа и помошта од страна на општината Тетово, значи, која најде сенс за нашата работа, за нашата професија. Ова година сме добиле многу донации, како, например, донации сме добиле и од Јапонската амбасада у Република Македонија, значи, сме добиле разни пумпи за исцрпување на вода, прљава вода, значи со мулј, сме добиле агрегати, сме добиле хилтои, пили, моторни, но на крај би можел да кажем дека сме најнова, што сме добиле најнова донација е едно специјално противпожарно возило, која ни беше доделена од страна на владата на Република Македонија од дирекцијата за заштита и спасување, која ни беше најнеопходна и за нашите прилики, за нашите услови овдека ни беше многу потребна. Значи, мало возило, теренско, за на терен, кај што, знаејќи какви улици имаме ние, низ градот и тесни улици, со ова возило, значи, побрзо идеме на лице место кај што ни се појавуваат пожари или нешто друго да им помагаме на нашите граѓани, значи, прекумерно ни беше ова возило и го добивме. Среќа голема за нас, што многу задоволни сме што ја добивме ова специјално возило. Од територијалната противпожарна служба во Тетово се надеваат дека 2017 година ќе биде исполнета со убави моменти, а дека тие ќе имаат помалку интервенции. Две 2016 година е година на крупни проекти за подобрување на условите за престој на децата во објектите на градинката Младост во Тетово. На еден од нив му беше реконструиран покривот, на друг објект му беа сменети прозори, а во повеќето беа реновирани и санитарните чворови. Плановите за 2017 се уште поголеми. Директорката Даути најавува изградба на нов објект во населено место кое припаѓа под општина Тетово. Тројца учесници на наградната игра организирана од Family Shop Sun and Stars се добитници на вредните награди. Добитник на наградата iPhone 7 е Мемета Слани, додека ваучерите од по 200 евра за купување облека во Sun and Stars завршија во рацете на Марија Стојчевска и Улки Груби. Во извлекувањето учествуваа повеќе стотици купони од продавниците на Family Shop Sun and Stars во Тетово и Скопје. Да, јас сум многу благодарна на сите клиенти на Sun and Stars во Тетово, во Скопје. Значи ги пребиравме сите кутии кои што сите тие што сакале да учествуваат во наградната игра, ги ставиле името, презимето и телефонскиот број. Денеска ги пребиравме сите и овде направивме извлекување. Да. Имаше 3 среќни добитници, јас сум исто така многу среќна за тоа, затоа што треба да знаеме дека кога даваме и ќе ни се врати. Затоа треба секогаш да учиме
да даваме прво, па после да бараме нешто да ни се врати во живот. А кои се среќните добитници и кои беа наградите? Значи имаше 3 награди. Првото е iPhone 7 и 2 други награди со чекови од 200 евра, со кои што чекови клиентите што добиле за цела година во Sun & Stars ќе можат да земат облека или било што се продава во нашите дуќани. Јас сум Мимоза Сачи, заедно со маж ми го водиме овој бизнис, но јас исто така сакам многу да се благодарим и на моите вработени, пошто без нив ништо не се стигнува. Тие се вистина најдобри и секоја година значи ние даваме и 13-та плата за нашите вработени, секогаш ги наградуваме и нив. И треба и сите да го следат овој чекор, затоа што вистина треба да се помага еден на друг и секогаш да се дава. Во наградната игра можеше да учествува секој кој ќе направи сметка со шопинг во продавниците на Sun & Stars.